Добар ден! Јас сум наставникот Димче Клетнички од Основното училиште Ванчо Прке во Штип и денес ќе се запознаеме со една нова наставна содржина – магнети. Што се магнети и што представува поимот магнетизам ќе го знаеме на овој час со помош на оваа видео презентација. Легендата за магнетот. Старата грчка легенда вели дека овчар по име Магнес, чувајќи овци на планината Ида, забележал дека стапот и чизмите со железни шајки му се лепат за црн камен. Испитувајќи оваа необична појава, сватил дека шајките со кои чизмите се потковани и железниот стап ги привлекува црн камен. Така, Магнес открил дека постои камен кој го привлекува железото. Така е откриен магнетизмот. Предметите кои се магнетизирани содржат железо, никел, кобалт. Предметите кои се магнетизирани содржат железо, никел и кобалт. Но во зависност од потеклото, магнетите ги делиме на природни. Самиот збор ни кажува дека доаѓаат од природата. Железна руда, магнетит. И вештачки, кои што ги создал човекот од смеса на легури, кои што се трајни како челикот или привремени како меко железо, кое што понатаму можеме да го променуваме во различни облици и форми. Магнетот ги привлекува са железните предмети, додека бакарот и алуминиумот не ги привлекува. Со помош на магнетот можеме да ги одделиме железните предмети и да ги издвоиме од останатите други предмети. Тоа се користи најмногу во индустријата, во градежништвото. Но во зависност од формата, магнетите можат да бидат плочкасти, во вид на прачка и во форма на поткови. Кај магнетите разликуваме два пола – север и југ. Северниот пол на магнетот е означен со црвена боја, а додека јужниот пол е означен со сина боја. Северниот пол со црвена боја, а јужниот пол на магнетот со сина боја. Што се случува со магнетите, односно со два магнети кои што се блиску еден до друг? Се привлекуваат или се одбиваат. Помеѓу магнетите делуваат магнетни сили. Тие магнетни сили може да бидат привлечни или, како што рековме, се привлекуваат двата магнета и се одбиваат или одбивни
се одбиваат. Се привлекуваат магнетите кои што еден кон друг се свртени со различни полови. Се привлекуваат ако се свртени еден кон друг север со југ, односно југ со север, а се одбиваат тие што се со исти полови. Север, север, југ. Што е тоа магнетно поле? Магнетното поле е просторот околу магнетот во кој делува магнетната сила. Значи, просторот околу магнетот во кој делува магнетната сила се нарекува магнет. Магнетната сила помеѓу исти полови е кои што се свртени еден кон друг, тие се одбиваат. Значи, ако земеме два магнети и ги свртеме еден кон друг со исти полови, север со север, југ со југ, ќе видиме дека тие се одбиваат. Но, што се случува со магнетната сила помеѓу различни полови? Како што гледаме на слайдот, различни полови се југ и север. Кога ќе ги свртиме така магнетите, ќе видиме дека тие се привлекуваат. Се привлекуваат кога се свртени еден кон друг со различни полови. Знаеме сите дека и нашата планета Земја представува еден вид магнет. Но зошто таа би била магнет? Таа е еден голем магнет, а секој магнет, знаеме и научивме од претходните слайдови дека има свој полови, јужен и северен пол. Како и сите магнети, и Земјата има северен и јужен пол. Каде се применува магнетот? Човекот ја искористил појавата на магнетизмот во бројни направи. Едно од тие направи е компасот. Компасот е направа во која магнетот во форма на игла покажува насока север, југ и служи како средство за ориентација во природата. И со компасот ние се движиме во природата и не можеме да го погрешиме правецот, бидејќи компасот постојано ни покажува север и југ наспроти на линијата. Големите магнети, чие магнетно поле е многу силно, се користат за многу работи. За подигање и пренесување на железни и челични предмети, автомобили, цевки, одвојување на железото од друг непотребен отпад. Кој што гледаме на слайдот, големиот магнет го одвојува железото, а другите метали и легури кои што се таму остануваат. Потоа, со помош на магнетната сила, се движат возови со голема брзина. Но исто така, со магнетите се изработуваат и украси кои што ние ги имаме во нашите домови, на нашите замрзнувачи ги лепиме на вратичките. Да се потсетиме
што научивме овој час и на кои прашања треба да одговориме за домашна работа. Како се викало овчарчето што ја открило магнетната руда? Во зависност од потеклото, магнетите ги делиме на кои материјали магнетот не ги привлекува? Во какви форми го среќаваме магнетот? Објасни што се случува кога магнетите се сврстени кон различен пол и кон исти пол. Со денешната наставна содржина се запознавме со магнетите и со поимот магнетизам. Ви благодарам за вниманието.